Ова право потекнува од Европската конвенција за човекови права и меѓународниот пакт за граѓански, културни и социјални права. И сите овие два документи всушност го утврдуваат правото на јавен собир, мирен јавен собир. И јас не можам да го нагласам доволно зборот и мирен собир. Значи, треба да се наведен дека Европската конвенција и член 11 почнува од тоа дека секој има право на мирен јавен собир. И тоа е нешто што го наоѓаме во законодавството, е дека слободата на здружување е ограничено само од тоа и дека сите треба да го ограничуваат ова основна слобода и право и дека тоа треба да биде направено без никаква дискриминација. Сметам дека почетната точка е чувството дека всушност здружувањето е само малку повеќе од изразување на сопственото мислење или на самото здружување и дека ако собирот е малку повеќе од говорот и здружувањето, тогаш што точно тоа значи собир или собирање, кое што сакаме да го заштитиме. Катерина веќе ги спомена Ганди и Мартин Лутер Кинг, меѓутоа овие движења ни кажуваат што е она што ние денеска го вреднуваме во однос на правото на мирен јавен собир, во однос на културните заедници да се воспостават себе си, и дека треба да има простор за новите заедници да можат да функционираат и да го изразат со собственото действие. Европскиот суд веќе има донесена одлука каде што кажа дека терминот мирен јавен собир не подазбира демонстрација каде што организаторите и учесниците имаат насилни намери. И тоа е навистина очигледно уште од самиот збор, дека немате право да застанете на улица и да фрлате камења или пак молотов коктели на очигледно е дека ова се насилни акции кои што не се заштитени во рамките на самото право кое што го уживате. И овдека всушност почнуваме со темата за контрадемонстрации. Кога зборуваме за правото за протестирање, за демонстрирање и за слобода на здружување или на јавен собир, тоа исто така ни дава право на контрапротест и контрадемонстрација, дека јас имам еднакво право да направам контрапротест како некој што има право на протест. Но постојат одредени ограничувања кои што се однесуваат на контрадемонстрациите, кои што јас ќе ги споменам подоцна.